Параглидерството за мене е најавантуристичката активност што можеме да ја правим. Кога се збори за авантура, се мисли за предизвици што не можеме да ги очекуваме, што треба да се снајдеме во ситуации што не можеме да ги предвидиме целосно. Денеска, кога ќе полетаме од Водна, имаме план да летаме до Гостивар. Знаеме како треба да стигнеме до таму, ги имаме нашите алатки, нашите вештини, но никогаш не знаеме што ќе се случи по пат. Можеби ќе слетаме во Нерези, можеби ќе слетаме во Гостивар, можеби ќе треба да најдеме нива на сред планина и целата тие непознати варијабли во спортот го прават параглидерството една активност што е тотално несекојдневна и го буди авантуристичкиот дух. Со параглидарство почнав да се занимавам 2009 година, на мои 18 години. Значи, цела заштеда што имав тогаш за матури и слично беше потрошена за обука. На почеток све некако одеше лесно. Првите летови на школскиот терен одеа лесно, ми беше интересно. Изгледаше како да најдов некој спорт што ми одговара. Како што поминуваше времето, нели, се повеќе од слободното време се одеше на летање, се користеше за летање. Така и се повеќе и повеќе јас се запознавав со спортот, учев повеќе и повеќе. И тоа до ден денеска продолжува да е така, значи летањето и ден денеска во мојот живот е на едно место со голем приоритет. Многу од моето слободно време го посветувам на летање, на надпревари, на доградување на вештините. Параглидерството многу често го споредуваат со падобранството. Падобранството е значи еден адреналински спорт кај што скокаме од авион, доживуваме адреналин, отвараме падобран и се спасуваме од таа опасна по живот ситуација. Во параглидерството, според мене, предизвикот е малку подруг. Предизвикот е во авантурата и во нашите вештини, колку подобро можеме да излетаме, колку подалеку можеме да излетаме и дали ќе го направиме тој совршен лет денеска, што го сонуваме. Најкористени терени за летање се во Скопје, Водно и Скопска Црна Гора. Во Тетово имаме Шарпланина со полетувалиште на шапка. Исто така Галичица е многу посетена од туристи и имаме таму еден куп луѓе што доаѓаат за туристичко летање. Стрмната планина и езерото стварно нудат еден посебен контраст на бој. За крај Крушево е со најкратко речено мека на параглайдингот во Балканот, и пошироко. За да научите да летате со параглайдер, све што ви треба е да дојдете на обука. Почетничката обука трае 5 дена или 45 работни часа и во таа обука вие сте тотално под надзор на инструкторот и со опрема која не е ваша, е на школата. И ваше е само да доаѓате на обука, да ги слушате инструкциите и сигурен сум дека многу брзо ќе научите да летате. Оваа година, после долго време, ставивме голем акцент на тренирање и подобрување на вештините кај младите пилоти во крос кантри. Едноставно решивме дека ќе направиме тим кој што ќе достигнува врвни резултати во оваа дисциплина. Можностите ги имаме, пилотите ги имаме ноу-хау, терените за летање се тие. Новост е што оваа година ќе имаме лига во прелети. Ги поканувам сите пилоти на параглайдери да дојдат на лигата. Тука ние работиме со понеискусните пилоти, им помагаме да ги научат вештините во летање на прелети, а исто и ние кои се надпреваруваме имаме можност да се тркаме што е можно почесто и да симулираме еден надпревар од висок карактер кај што нели сите сакаме да направиме одличен резултат за Македонија.